Добро утро и велам на Елвира Мустафа, професорка во гимназијата Никола Карев. Мустафа, добро утро. Професорите, образованието, децата во овој момент се соочуваат со голем предизвик, всушност и образовните власти исто така, а тоа е како да заврши успешно учебната година во вакви услови кога повеќе месеци децата не одат на училиште. Пред се кажете ни како функционира овој систем на онлайн комуникација и онлайн настава. Вклучени ли сте вие во тој процес? Кога и на каков начин ја одржувате наставата? Вака, значи сите средни училишта што се на регион на општина Скопје, на град Скопје, се вклучени во овој вид на настава преку онлайн настава, каде што професорите имаат задача да ги оценуваат учениците. Пред да биде ова воведено во нашето училиште индивидуално, меѓу кои јас, вршевме ваков тип на настава, но не беше редуцирано и беше многу по-флексибилно. Задачата на онлайн наставата се состои во тоа што ние како професори треба да ги оцениме учениците онлайн за годишната крајната оценка. Тоа е малку според мене неизводливо заради тоа што сега сме во период на притисок, на стресови, на се. На деца премногу се дава и домашни задачи, и самите професори се збунети, учениците се збунети, и сметам дека системски не е поддржано ова, бидејќи од друг аспект има ученици кои што не се во можност, навистина немаат интернет, немаат никаква таква поддршка. Што се однесува до оценувањето, сметате дека овој принцип, овој начин ќе остави простор за малверзации со оглед на фактот дека не можете физички да го исконтролирате, или пак сметате дека децата не се доволно подготвени за да бидат оценети? Значи вака, дека ќе постојат манипулации, ќе постојат, сигурно, нели, сепак е онлайн, а ние не сме толку спремни за да видиме од другата страна што се случува. А второ, сметам дека ќе има деца кои што оценката ќе се сведува на тоа на полугодишната оценка, на 4-месечие полугодие. Тоа ќе биде крајната оценка. И сега тука ќе има многу реакции од самите родители кои што децата можеби имаат помала оценка, сакаат повисока оценка, ќе немаат можност тоа да го остварат, и мислам дека ќе да навистина до некако вид на, не знам, нека реакција од родители, незадоволство, и не е убаво во секој случај. За што се однесува до описите, има неколку описни рокови. Сметате ли дека ќе успеат да се запазат? Тоа е едно, но ме интересира и вашиот став за државната матура. Поголем дел од учениците и официјално изјави дека не сакаат откажување, но од друга страна пак има и еден мал дел на ученици кои поднесоа онлайн петиција за да се откаже оваа година државната матура, односно полагањето државна матура. Значи, државната матура ќе се полага кај нас во училиштето, тоа е системски многу убаво направено. Има координација помеѓу ментор, менеджерскиот тим, психолог, заменик директор и така натака. И ќе биде исто онлайн, ќе има комисија, пак има 3 члена на комисија, и горе-доле ќе биде валидно. Сметам дека треба да се полага државната матура, нека заврши ова, ќе дојде септември, ќе со нови сили напред, нека помине се. Мислам дека навистина потребно е да се полага оваа државна матура, и од септември да се видиме со децава наново и да почнеме од почеток или да продолжиме понатака. Така, споменавте во текот на разговорот дека и децата и професорите се под стреса. Кога се слушнавме вчера по телефон, ми кажавте и дека ви го кажуваат тоа вашите ученици. Како се справувате со ова? Кој е вашиот начин, вашиот метод како професор да ги охрабрите децата во оваа состојба, бидејќи веќе имаат доверба во вас, чим ви го кажале ова и се пожалиле кај вас? Значи вака, ние имаме, јас лично немам класична онлайн настава. Имам неформална, каде што имаме веб група, мем група и чет група, каде што децава праќаат некои своји мислења, етика предавам,
Значи, не знам, од страна на етичката гледиште на нештата што се случуваат. И меѓу другото имаме група каде што имаме разговор, значи разговараме меѓусебно. Да, ова влијае на нив, значи тие се социјални битија кои што до вчера беа нели постојано во движење и во контакт со други луѓе и одеднаш сега се затворени и тоа многу тешко им паѓа. Навистина тешко им паѓа. Колку да не може да се свати тоа од страната на некои вид на наставници и да не ме сватат погрешно колегите, значи колку да не може тоа да се свати, децата сметам дека се под притисок и дека треба малце да се олабават. Значи ќе дојде септември, пак ќе се видиме, пак ќе си бидеме професори, сите ќе бидеме на своите места, ама во овој период им дадеме простор, слобода, буквално слобода на мислење и на чекор, не знам, буквално да ги разбереме, да ги сватиме. Мораме тоа да го направиме. Ние сме педагози, психолози и ние секој треба да бидеме од страната на нив. Да, токму така, со оглед на тоа и дека се млади, имаат и повеќе енергија, така што сигурно им е многу потешко отколку на постарата генерација да останат затворени дома. Апсолутно, да, апсолутно. Значи многу е битно, Јас имам овдека подршки од првата детска амбасада Мегаше, каде што некои мои ученици кои што им треба нели разговор со психолог, се поврзуваат со психологот од Мегаше, така да имаме корелација на системска корелација на доброто за децата. Исто така, еве ќе искористам приликата да кажам дека малку подоцна ќе имаме вклучување на представник на Меѓаши, ќе поразговараме за слични теми, но кога веќе го споменавте психологот, охрабрени ли се доволно учениците да побараат помош, односно да кажат дека им е потребна помош, бидејќи ние сме во едно такво општество во кое што се уште психолозите па и психијатрите ја чувствуваат она општествена стигма кај луѓето да побараат помош кога им е потребна. Пак ќе се навратам до индивидуалната на личноста. Се зависи од самиот психолог. За мене психологот во Мегаше Јана е многу добар психолог и да, има храброст моите деца, од кога ќе разговарам, јас со нив им велам, дискрецијата е секогаш пред се, нели, на прво место и тие се охрабруваат полека, ја преминуваме таа стигма на дека ќе бидеме етикетирани, дека ќе бидеме облежани, дека ќе не се смеат, значи го преминуваме тој имаме чекор кон подобро нешто за децата. Едно лично мислење, дали професорите се подготвени брзо да ја менуваат програмата, поточно начинот на водење програма во зависност од новите мерки на Министерството, со оглед на фактот дека Министерството се уште работи на изнаоѓање конкретни начини како да заврши оваа школска година, бидејќи се уште некои работи остана нејасни. Можат ли професорите со брзина да одговорат на наметнатите нови потреби? Па вака. Значи, во овој момент професорите навистина се под многу, не психички, туку физички, значи, ова е неиздржливо. Имаме ние еден дневник кој што не функционира никако. Значи имаме рок да ги ставиме оценките, тој рок не можеме да го исполниме затоа што еднодневникот е преокупиран, значи мрежата е падната, системот не функционира. Потоа имаме новитет како онлайн учење, некои барања до Министерството, кои што навистина е тешко сега да се остварат, бидејќи ние сме под притисок, а и не можеме системски, никако не можеме. Значи немаме мрежа која што ќе го издржи тој едневник за да не паѓа и да функционира и така натака. Сакам да кажам дека не функционира системот никако. Значи се уклучуваш на едневник и тој воопшто не функционира, а треба за 2 дена да имаш веќе внесено оценки во тој дневник. И тоа е лошо и тоа е не знам, страшно. Ќе искористам приликата да кажам дека не само медицинските лица, туку и професорите и наставниците се нашите херои во оваа состојба, кои се борат со сите состојби за да
да ги едуцираат учениците, најважно од се, нели, да не се изгуби учебната година, особено најзагрижени се матурантите, оние кои допрва треба, поточно оваа година, треба да се запишат на факултетите, кај нив е неизвестноста најголема, но се надеваме дека овие работи ќе се средат во брзо време, дека Министерството ќе излезе со конечна одлука која ќе биде за доброто на сите, впрочем на целиот образовен систем. Но пред да ви се заблагодарам, професорке, само уште едно прашање, бидејќи откако ги донесоа мерките до реакцијата на Министерството за образование дека треба онлайн настава да се врши од дома, пред да почне таа организација за онлайн настава, имаше отприлика еден месец во кој учениците седеа дома и не правеа ништо. Потоа, откако беше донесена оваа одлука, некако сите професори поединачно почнаа да им испраќаат материјали и дали се чувствува таа преоптеретеност и преокупираност, бидејќи голем дел од средношколците ми се пожалија и токму за ова прашање, дека и сега имаат толку многу материјал што не можат ниту да постигнат. Јас лично сметам дека сега, знаете како, од една страна професорите сметаат дека ако им дадат активности на тисата, во таа изолација ќе ги направат ете активни. Тоа е грешка, заради тоа што децава премногу има, значи јас имам дете дома кој што не можам да постигнам. Премногу има, сите професори им даваат по мейл, им праќаат што како да учат, не можат на друг начин да ги оценат и тие самите се плашат нели од системот дека ако не внесат оценка ќе биде нели казни во совет закон и така натака. И децава се под притисок, под стрес и навистина мислам дека они се најранливата група во ова состојба сега. Професорке, ви благодарам што одвоивте време во утро да поразговараме вака во прво лице за состојбите во образованието. Ви благодарам многу, чувајте се, останете во добро здравје и тука сме. Ви благодариме, чувајте се и вие и секако имате и вие тешка задача во овие кризни времиња, а тоа е да се справите со младите и да ги образовате и секако главната цел да не се изгуби оваа школска година и се да заврши во најдобар интерес на учениците, но од друга страна да мислиме и на професорите кои исто така имаат тешка задача во нашето општество.